Живееме во корумпирано општество, кое што е поставено од корумпиран систем на политики и партии. Значи, треба подитно да се смени моделот за избор на пратеници во собранието, треба да се смени законот за финансирање на политичките партии. Они нас не лажат со лагите што ни ги сервираат, а се финансираат од буџетот кој што го пунат граѓаните. Значи, има начин како да се распетља. Малку е комплицирано и најдобро би било како Гордиевиот јазол што го разреши Александар при влезот во Мала Азија, да се извади еден меч и да се пресече остро радикално се, да се почне од почеток. Кој да го направи тоа? Граѓаните, нема кој друг. Партиите се фатиле како пијан за стап, они нема да го пуштат стапот. Го држат во своји раце. Живеат од тоа. Значи цело време како Божем се караат, протестираат еден против други. Па не е добро на тој начин како да бидат корумпирани партиите, да се знае точно од каде ќе се финансира. А они може сега денеска се договорат утре да се стават по 100 евра од глас. Значи нема никаква кочница. Не е само финансирањето, каде е отчетот од финансирањето. Не е само да земете пари и добро било знаеме од кај се дојдени парите. А кај отидоа парите? Ревизорски извештаи се прават после избори да се види нема никакви, ниту еден прецизен финансиски извештај и реален до сега не сум видел од политичка партија. Зошто не се објавени јавно како се трошат партиите, односно парите во партиите, како што се објавуваат јавно тендерите? Треба се да биде достапно. Оној што не е корумпиран нема зошто да ги крие овие работи и треба јавно да ги понуди. Тоа е најголемиот проблем сега во државата. Да, затоа што корумпираното финансирање им овозможува лагодно функционирање и политичкиот систем кој што се темели на партии кои што се поставени на султански принципи на разврат доведуваат до ова, затоа што се бира по негативен принцип, се бира по негативна селекција, оние што му веднат глава на лидерот, кои што се спремни да го тапшат по рамо, да му викат колку е убав, иако најверојатно и не е убав, за да дојдат до позиција во парламент, влада, министерства, директорски места. Ете, тоа е проблемот. Значи, во партиите, структурата како се поставени, што се решава со нов закон за партии, нов закон за финансирање на политички партии, нов изборен модел. Со 3 работи се решава цела оваа работа. И ако не го решат тие партии, веројатно ќе го реши некоја друга. А како што слушам и ќе има друга партија. На кого мислите? Ќе има нова партија. Во блокот на што заговарате? Во блокот на десницата, да.